Државната изборна комисија ќе ги замени сите 3480 печати со нови, заради поголема доверба во изборниот процес, а по извештајот дека недостасуваат 47 печати од општината Бутел. Печатите ќе се разликуваат од тие што досега се користеа за избори, а ДИК веќе почна процедура за набавка. На одлуката да се прават сите, а не само тие што недостасуваат, и претходеше жестока расправа меѓу членовите на комисијата. Во Државна изборна комисија имаме и обврска да внесеме доверба во изборниот процес на граѓаните и доверба на граѓаните во изборните органи. Се со цел да имаме идните парламентарни воредни избори фер, демократски и кредибилни. Барам да се направат нови печати. Ако човек кој што бил доверлив на председателот СДСМ и 10 години бил одговорен повремено за тој изборен материјал и во него има стомеш колегата Милев, уште на самиот старт кажа дека ние не можеме вака да одиме во изборен процес. И поради 45 печати од општина Бутел кои ги нема и две од не знам кои други општини извршени да имаме, да нарашаме 3480 нови печати. Прво, по ова испака дека изборите со овие печати не биле кредибилни. Така испакам. Не може појдам да го толкувам се ова ваше настојување. Затоа да не одиме, еве ја како член што припадам од редот на албанската заедница, да покренам друга постава. Кој е интересот што по секоја цена се инсистира да се печатат нови печати? На седница на ДИК се одлучи од избирачкиот список да се издвојат околу 171.000 гласачи кои се водат како диаспора. Список од пријавени иселеници за гласање во дипломатско-конзуларните представништва ќе се чува и во ДИК поради можна злоупотреба од двојно гласање. Ново, поврзано со избирачкиот список, е и тоа што изводите за избирачките места ќе бидат напишани и на јазикот на заедниците кои доминираат. Така, на пример, во Шутка ќе биде напишан и на ромски и на албански јазик.